Еден од најубавите модели на Алфа Ромео наполни 60 години. Настана како резултат на желбите да се направи автомобил кој ќе ги разборичка емоциите, наменет за парадирање под апенинското сонце. Замислен како наследник на Джулија Спајдер, која го освои американскиот пазар, ја имаше механиката од неа. Мотор поставен напред, погон на задните тркала, 5-степен менувач, независно предно ослонување и 4 диск со пирачки. Дизајнот беше на Пининфарина, кому му беше доверено и производството. Неговите чисти и елегантни линии беа амбасадор на италијанскиот стил, заради што брзо стана филмска звезда со улоги во огромен број продукции. Статусот на автомобилска икона го зацврсти и со перформансите. Заради малата тежина од 990 кг, лесно постигнуваше 185 км на час. За тоа се грижеше 1,6 литарскиот мотор со две брегасти оски во главата, кој развиваше 109 конски сили. За името Алфа Ромео објави конкурс со автомобил како главна награда, на кој пристигнаа 140.000 предлози. Победник беше дуето, со што требаше да се символизира хармонијата меѓу грациозноста и техничкото совршенство, но се покажа дека заради авторски права не може да се користи. Затоа и пролета 1966-та во Женева премиерата ја имаше под ознаката 1600 Спајдер. Живееше скоро 3 децении во 4 генерации, секоја со собствен персоналитет, но ист карактер. Освојувајќи 124.000 купувачи за секогаш ја одбележа историјата на италијанскиот автомобилизам и остана во колективното памтење како најдолговечен и најпопуларен модел на Алфа Ромео. Ден денес е доказ дека вистинската уметност на 4 тркала никогаш не застарува. Во негова чест, во музеот на марката во Арезе е отворена посебна изложба која ќе трае до крајот на годинава.